Синдикатот за култура потврди дека исплатата на платите е започната, но не била во согласно со колективните договори, туку како што велат по насока на Министерството за култура, а по препорака од Министерството за финансии со некаква нова неправна формула. Посочуваат дека таквата плата добиена по некакво произволно толкување на колективните договори е со грешки. Изработката на решенија за плата и самата пресметка е направена под притисок, првично врз директорите, а подоцна и врз вработените од институциите кои се задолжени за изготвување на платите. Тие под притисок на раководните лица беа принудени да изработат нешто за што сметаат дека не е по закон. Сепак во дејностите во култура кои се под локално ниво се уште не се исплаќаат, особено институциите кои се под градот Скопје. Дејностите од културата, односно установите, се извинувам, од културата кои што се под градот Скопје, се уште немаат исплатена плата. И кога ќе ги земат? Се надевам до 1 мај ќе стасаат. Ако не стасаат? Ако не бидејќи стасаат. ете еден празник веќе скокна, останаа без плати. Ако не стасаат, членството и нивното раководство ќе одлучи што понатака, што ќе правиме. Причината за ова е тоа што дел од директорите не прифаќаат да изготват нови решенија кои се темелат на недоречени упатства кои што се испратени од Министерството за култура. Проблемот е во различното толкување на општиот и колективниот договор, односно 10% изголемување на плата на годишно ниво, договорено во 2023 година. Дека некој ги крати тие 10%, меѓутоа тие не се влезени во систем. Тоа значи дека тие 10% во 2023 година, во 2024 година ги дадоа со зголемување на, минималната плата, што не е добро, не е во ред, затоа што сега испаѓа минималната плата поголема во дејност на култура од минималната плата на национално ниво, за 10%. Значи тоа е спротивно на закон за минимална плата. За надминување на проблемот не само сега, туку и во иднина Неделков најави работни групи со Министерството каде ќе се бараат решенија.